Здраво. Оваа година добивме можност да ја читаме Сината е најтопла боја, издадена во 2010, инаку графички роман кој веќе важи за класик, напишан и илустриран од Жил Маро, млада 36 години, ако не се лажам, авторка, а сега приведен од француски на македонски од Филип Илиев во издаваштво на Art Connect. Оваа онлайн промоција денес е токму за ова дело, кој што мене ми се чини баш дека е многу важно што го имаме достапно на македонски јазик. И тоа од една страна затоа што ја збогатува продукцијата на графички романи, која што кај нас да речеме дека е прилично сиромашна, а второ, бидејќи ја третира лесбијската љубов, тема која што е на маргините на нашите книжарници. Моето име е Ирена Цветковиќ. Јас, иако некогаш дипломирав на општа и компаративна книжевност, веќе долги години работам како истражувачка и активистка од областа на родот и сексуалноста. Така што промоцијата на овој графички роман на некој начин е совршен спој на двете мои најголеми пасии во животот, книжевноста и политичката борба. Елена? Здраво и од мене. Јас како една мала увертира ќе дадам една мала увертира во приказната. Она што најмногу мене ме плени во ова четиво, во овој роман, графички роман, е тоа што е едноставен. Таа едноставност дозволува да биде не само едноставноста. Самата приказна која што ја гради Жил Маро има природен тек. Додека ја читаш, не чувствуваш дека е фикција. Има нешто документарно во себе, како да е земена од реалниот живот. Оваа приказна може да биде чија било љубовна приказна. И сметам дека тоа е многу важно, тоа што Жил Маро ја става приказната во универзални рамки. Тоа и дозволува да биде блиска до секого и да биде достапна. Секој да може да се пронајде во неа. Исто битно е тоа што нема претерување, нема помпезност, ништо не се додава, а сепак има интензитет. Оваа книга е онака битер свит, горчливо сладка, а сепак успева да ја задржи едноставноста и за мене тоа е голема умешност. Тоа што Жил Маро се однесува кон текстот органски, сетилно му приоѓа. И кон самиот процес на пишување го прави тоа. Значи, на некој начин можам да речам дека го доживува текстот како тело. Односно, телото се третира како еден простор за пишување и со тоа станува текст. Тоа може да се види, таа универзалност дека е многу важна, преку една од најважните, според мене, реплики која што ја дава едната протагонистка во романот Ема, во воведниот дел, додека ги чита дневниците на Клементина, обидувајќи се да ги утеши родителите кои што уште тагуваат и се уште не загледаат со неприфаќање, ја дава онаа реплика во која вели: дури и да бев момче, Клем пак ќе се влюбеше во мене. Со тоа сметам дека се пренесува една важна порака, која што мислам дека би можела да допре до секого, дека не се влюбуваме во пол, туку во личност. Дека тоа е се што е важно. И како и да е, мислам дека книгава е повик за една емоционална и сексуална искреност, а воедно истовремено и една прониклива критика. Ирена, повели. Фала ти, извини се. Да, се согласувам и
Само накратко, секако не ви ја раскажале, но графичкиот роман, како што спомна и ти, Елена, зборува за Клементина, млада девојка, некако прилично просечна, барем на почетокот. Оди во втора година во средно училиште, има пријатели, семејство, симпатија во низиното училиште. И кога низиниот геј пријател ја вика да излезат заедно, таа се наоѓа во лесбијски бар каде што ја запознава Ема. Оно што е интересно е дека врската на Клем и Ема станува тест за незините пријатели, за незините родители, ама и за собствените идеи, за себе и собствениот идентитет. За ова растење и созревање, кое што па за мене беше исклучително интересно да го читам во графичкиот роман, за ова растење и созревање на главната хероина читаме постхумно, преку очите нели на незината љубов Ема, која што и ги остава дневниците. И мислам дека употребувајќи го овој метод, авторката навистина умешно ни ја доловува блискоста на ама и природата на врската помеѓу Ема и Клем, особено ако се земе фактот дека дневникот е едно писмо кон себе, е доказ за нашето постоење, најинтимна комуникација и само доживување. И јас верувам дека многумина од нас ме пишувале дневници, не знам за тебе, Елена, ама особено ние девојчињата, нели, од 90-тите, по принцип пишувавме дневници. И додека го читав, се сеќав, секогаш кога пишуваме дневници, ние имаме некаков замислен читател или замислени читатели. И се долго време пишував дневници, се присеќав кога јас пишувала дневник, кои биле моите замислени читатели, или кому сакав да ги оставам или се надевав дека ќе ги најдам. Како тинејџерка, тоа беа моите најдобри другарки, најдобри пријатели. Не знам, така малку кога бев млада, некои од моите значајни љубовници, а денеска кога го читав овој графички роман, се помислив дека тоа така порасната би сакала да биде мојата ќерка. Сината е најтопла боја е графички роман меѓу другото и за ова растење, за созревањето и за себе спознавањето, кој што во тинејџерските години е навистина комплициран зафат. И мачен. И мачен и комплициран, особено од како возрастните или општеството го третираат тинејџерите. Во самиот роман има еден дел каде што Клем вели, сега го прочитам, прашањата на тинејџерите се банални во очите на другите луѓе. Но кога се чувствуваш осамен, а од сите страни те притискаат проблеми, како ќе се извлечеш ако нема некој да ти помогне со совет? И се чини дека токму овој однос кон сосема легитимните прашања и дилеми на тинејџерите и денес е прилично доминантен. Денеска можеме многу актуелно да го видиме во однос како ние ги третираме, како нашето општество ги третира младите кога носи какви да се политики кои ги тангираат нив. Особено ми се допаѓа кога овие лични, емотивни и искрени приказни на спознавањето на себе си и вкалапувањето во идентитетски рамки кои секогаш е условено од надвор од другите, се употребува за да се раскаже ваква приказна за различните дела и субјекти. И мислам дека и тука овој графички роман на Маро е многу силен. Таа потрага по задоволството и среќата во емотивните и интимните релации на тинејџерката Клем се претвора во потрага по идентитет. Че се додека таа не се соочи со одбивање и неодобрување од страна на незиниот социјален круг, кој што е најважен во тој период, семејството и пријателите, Клем нема потреба од себе позиционирање. Токму таа грубост на пријателите и разочарувањето кое го предизвикува кај своите родители заради незината врска со Ема, како и немањето на значаен круг на поддршка, може да се каже дека е некака универзална приказна за многу нехетеросексуалци. И рече дека и како овој, јас се согласувам, овој графички роман е оваа љубовна приказна е универзална, ама особено е важна за луѓе кои не се хетеросексуалци. Да, мислам дека е супер сега, ако не ти е тешко, бидејќи, за жал, јас сум во некоја хотелска соба во Брисел, го немам графичкиот роман при мене,
Може би сега прочитам. супер, ако не ти е тешко, да, ако можеш да избереш некој дел и да прочиташ. Да, баш имав на ум еден битен дел во однос на ова што го збориме, само да го понајдам. Кога сватив дека ме привлекуваат девојки, ја закопав таа тајна длабоко во себе. Имав 14 години. Ја истрижав мојата долга руса коса кратко и ја кренав нагоре. Носев облека 3 броја поголема и се дружев само со момчиња. Некогаш дури и се тепав со нив. Толку жестоко се борев против самата себе, против моите страсти, што не можев да се справам со мојот страх и бес, а поради тоа бев и насилна. Сега се чудам како сум можела да бидам таква личност. Мајка ми почнуваше да сваќа. И таа ми прииде прва за да ми зборува за тоа. Никогаш немаше да се осмелам да го направам првиот чекор. Не ме присилуваше да одам во оваа или онаа насока. Едноставно сакаше да бидам среќна и да се прифатам таква каква што сум. И малку по малку почнував да сваќам дека нашите начини на сакање се повеќе страни. Не избираме во кого ќе се влюбиме, а нашето сваќање за среќата ни се наметнува според нашето искуство. Дали со ова ти одговорив на прашањето? Да. А Сабина? Сабина ја сретна во уметничкото училиште. Благодарение на неа го живеам овој сегашен живот. Таа многу ми помогна во прифаќањето на мојата сексуалност, а очигледно ми помогна и во мојата работа. А потоа таа ме воведе во геј културата, па така незините другари станаа и мои другари. Не знам каде ќе бев да не беше таа тука. Она што е интересно тука, веднаш те предизвикува да направиш една паралела помеѓу двете приказни, и тоа како Ема зрачи со сигурност, а по другата страна Клементина е несигурна. А тоа кажува дека сигурноста на Ема се должи на поддршката што ја има прво од родителите, значи се почнува од дома. И помошта на Сабина се разбира и воведувањето во геј круговите. Многумина и јас некако дури јас за графичкиот роман дознав преку филмот. Она што паѓа во очи во графичкиот роман, ама многу повеќе во филмот, се овие сексуални сцени. И начинот на кој што во овој роман се третирани сексуалноста, сексот и телесност. Оно што ми се допадна многу повеќе во графичкиот роман отколку во филмот, е тоа што сексуалните сцени во романот се во функција на разбирање на созревањето, кое сакале или веќе да признаат многумина, покрај другото и телесен чин. Нешто што навистина ретко кој го прифаќа или го знае. За разлика од филмот, романот, графичкиот роман ги позиционира сексуалните сцени како сцени на задоволство, љубов, прифаќање или телесно спознавање. Јас кажав многумина за овој роман, првата асоциација со овој наслов воопшто им е таа фамозна филмска адаптација која што доби 3 златни палми во 2013. Значи една за режисерот и по една за двете главни актерки. Не знам дали знаеш еден факт, баш пред малку го пребарував на интернет, бидејќи филмот е остана запаметен најмногу по секс сцените. Во Франција, например, филмот е оценет со 12, што значи дека не може да го гледаат деца под 12 години. Додека во Америка тоа е со 18 или 17, сега различни информации имаш. Што значи дека нели над 18 години можат да го гледаат, што некако и игра некако и доказа можеби за стереотипот за французите како раскалашени слободњаци, а американците како вистински пуританци. Но се согласувам со критиките дека режисерот навистина треба да има навистина добра причина за да претвори секс сцена од 3 страници
во 7-минутна турнеја на сила. И секс сцените во филмот и самата Жил Маро ги оцени како воајерски, порнографски и неромантични, а на прашање што недостасува во филмот, многу ми се свиеше незиниот одговор, таа рече лесбијки како дел од филмскиот тим. И филмот беше подложен на критика за представување на љубовната приказна и женските тела преку машкиот поглед, она што во теоријата се вика авторитет на машкиот поглед, the male gaze. А дури на неколку наврати главните актерки се пожалија на лошите работни услови и експлоататорските методи на режисерот. Ама настрана филмот, ова телесно спознавање како еден од клучните аспекти на созревањето и растењето, во графичкиот роман на Марон немаат никако за цел да шокираат или да му удоволат на читателот, а особено не на машкиот поглед кон лесбискиот секс. Да, љубовното и еротското е едно. Да, мислам, јас не сум, немам ништо против порнографијата, но не така и не кога има за цел само да задоволи само да го задоволи машкиот поглед. И многу интересно, во една од сцените на овој графички роман, баш додека Клем и Ема седат во бар, каде што и се телесно блиски се, држат за рака, се прегрнуваат, тие забележуваат како двајца мажи седнати на шанк, буквално ги зјапаат. За мене како така го доживеат. И тогаш Ема и вели на Клем има двајца типови на шранкот што не гледаат чудно, мислам дека е подобро да си одиме од тука. Да, се сеќавам на тоа. Некако оваа сцена многу некако филмот или она што го направил режисерот ме потсетува на сликата на овие двајца мажи седнати на шранкот. И веднаш после таа сцена тие се наоѓаат во станот на Ема каде што првпат водат љубов. Тие се сами посветени една на друга во топли и еротски сцени. И во својот дневник Клем запишала за овој ден ова задоволство. Ова задоволство од незиното тело, од оваа лудост. Токму тоа задоволство и таа телесна интимност и размена се многу повеќе од лесбиски секс кој шокира или возбудува. Тоа е момент на спознавање на себе си, на другиот, момент на поврзување, момент на откривање на сопственото задоволство од конекцијата со другиот. И токму поради тоа, мојата препорака е оние кои што се љубопитни за насловот, да го прочитаат графичкиот роман. Или пред или откако ќе го изгледаат филмот. И затоа што, како што кажа ти, овде ќе најдат многу повеќе можност за разбирање на некои од клучните теми со кои што се бави ова делото: осаменост, идентитет, субјект, тело, задоволство, љубов и интимност. 2 септември 1996 година. Не бев ни свесна дека летото поминува. Јас и Ема минувавме многу време заедно. Со часови зборувавме на телефон за нашите животи, за нашите размислувања и за многу други нешта. Но исто така и се гледавме кога таа можеше. Секогаш со нетрпение ги очекував нашите средби. Одвај спиев. Бев среќна, но вознемирена, затоа што ми беше убаво со неа и се плашев дека може да ја изгубам. И така, почна нешто да расте. Копнежот по неа. Копнежот да бидам во незината прегратка, да ја милувам, да ја бакнувам, потребата и таа истото да го сака, и таа да копнее по мене. Сега сме многу блиски, но понекогаш ја чувствувам противречноста што тежи и чекам. Го задржувам здивот кој е закачен на незиниот здив. Потоа еден момент подоцна срамот ме совладува, се мразам себе си и се задушувам во тој вжештен меур кој сака само да излезе од мојата утроба.
Јас би сакала уште, само ако дозволува времето на кратко, за бидејќи е битно, нели е графичка новела, само неколку кратки точки околу илустрацијата. Она што е на прва видливо е дека потсетува на некој тип на манга, но истовремено се надзира интенционалноста во представувањето на ликовниот момент. Линиите на Маро се цврсти, дури на моменти помалку груби, меѓутоа она што е фасцинантно е начинот на кој што ја користи еластичноста на лицата, за да пренесе баш голем спектар на емотивни содржини. Исто добар момент во сето тоа што илустрациите се сугестивни и се прикажуваат мали детали во крупен кадар, што му дава еден шарм на илустративното. Меланхоличната атмосфера сите ја гледаме. Се надевам дека и нагласувањето, нели, на сината боја, што го прави стратегиски и намерно. И истовремено преку ликовите ни носи баш вистинско сирово некое чувство. И начинот, а тоа се гледа преку начинот на кој Клем со широко отворени очи ги носи, ја носи целата тежина и ги носи сите емоции. На денешниве тинејџери можеби ќе им делува малце така ретро, поред дистанцата со временската дистанца и како некој антиквитет. Меѓутоа мислам дека ќе успеат да совршено да го разберат незиното патување и се разбира и незината борба. Како за крај, сакам да додадам дека за Клем смртта се јавува како некаква ослободителна сила и некое онтолошко заокружување на незината слобода, бидејќи таа конечно во смртта станува автономна. И интересно е како на крај се завршува со она слика на морето. Тоа кај читателот има многу интересен ефект, се оформува во некакво чувство на пливање во слики, на некаква леснотија и одмор. Наспроти, она сурово затворање во поразот на незината индивидуа и незиното затворање пред реалноста, од реалноста. Не знам, за крај би додала дека уште од дамнешни времиња на љубов, да се проба љубовта значело и да се вкуси смртта, нели, Ерос и Танатос секогаш во некое се длабоко врзани. И ако значи да се проба љубовта и да се вкуси смртта, тоа значи и гранична состојба некоја. Значи, овде зборуваме за на многу нивоа за некои гранични состојби, но и значи и проекција. И во случајот на Клем, за жал, и како љубовта како е последен хоризонт.